Чест и задоволство ми е што денес сме тука во нашето училиште Страшо Пинџур Кавадарци, се со цел отварање на ново изградената спортска сала, која што е проект на Министерството за образование и наука, спортски сали во сите училишта во нашата република. Ќе се согласиме сите дека физичкото образование е еден од најбитните сегменти во севкупниот образовен процес, кој има повеќе кратне позитивни ефекти врз идниот развој на младите индивидуи. Спортската активност е клучен фактор за создавање на здрави генерации, какви што и се потребни на нашата држава. Овој објект, најсовремено опремен, ќе внесе нов, позитивен момент во секојдневието на нашите ученици и младите на нашата општина. Ви благодарам. Денеска ми е чест и задоволство, еве на овој денешен правоснежен зимен ден, отварањето на спортска сала при Основното општинско училиште Страшо Пинџур. Од самото постоење на училиштето е најстаро во општина Кавадарци. До ден денеска немаше спортска сала. После долгите очекувања, после желбите на многу наставници, многу кадри, многу деца, кои што единствено се сечувам и кога доаѓавме за новогодишните празници, единствено посакуваат да имаат спортска сала која што беше хендикеп за по-физичко образование. Со слух на Министерството за образование, со госпожица Мила Царов како министер, успеавме ова спортска сала за 9 месеци од одобрување па допуштање во функција комплетно да се изграде и да биде функционална во делот на училиштето. Ова е една од последните спортски сали во градската средина, така да вече немаме училиште без спортска сала. Сега во договор со министерката и заедно со нашите наставни кадри во иднина преминуваме за градење на спортски сали во подрачните училишта, односно во селските средини каде што има потреба. Ова е еден благодет за образованието, меѓутоа кога се има слух и кога се работи напорно, стигаме до целта. Целта е единствена, нашите дечиња, нашиот образовен систем, нашата култура да се развива во нормални услови, во соодветни услови, за да можеме да градиме здрави и прави генерации. Уште еднаш благодарност до Министерството, благодарност до владата, до директорката и до сите оние кои што беа инволвирани во изградата. Благодарам. Навистина ми е драго што денеска на вака берикетен ден имаме можност да ја отвориме спортската сала во Кавадарци, која што ја започнавме пред помалку од една година и денеска гледаме дека веќе сите активности се спроведуваат. Како влада и како министерство сме навистина посветени да постигнеме повисоко ниво на квалитет во основното и средното образование. И тоа го правиме секојдневно. Затоа што ваквите објекти не се само капитални објекти, не се само подобрување на инфраструктурата, туку се директно влог во иднината на државата. Само ако имаме квалитетно образование, кој што ги припрема учениците за светот во кој што тие ќе треба да работат и да ја водат оваа држава, толку подобро ќе можеме понатаму да се потпреме на истите тие генерации кои што денеска ги градиме. Навистина е значено да секој дете има еднаков пристап до квалитетно образование. Од една страна подобри програми, подобро припремени наставници, од друга страна подобра инфраструктура. Заради тоа што спортските сали треба да се соодветно опремени за да можеме сите спортови кои што треба да се практикуваат и да се научат во текот на образованието да може да бидат практикувани соодветно од и да ги пренесат наставниците за физичко образование и воспитание на соодветен начин до учениците или оние кои што понатаму треба да ја водат нашата држава. Како министерство навистина почнавме да градиме по план, што значи направивме приоритизација, направивме утврдување во кое училиште што недостига како инфраструктурно подобрување, но од друга страна утврдивме и каде имаме послаб наставен кадар кој што интензивно треба да се обучува за да постигнеме подобри резултати. Крајната цел на целото ова реформско пристапување кон основното образование е да постигнеме генерации кои што прво критички размислуваат, кои што ги практикуваат знаењата кои што ги научиле во основното образование, полесно ги поврзуваат со повисоките нивоа на образование, се со цел да имаме продуктивност кај граѓаните кои што понатаму треба да се вклучат во економијата. Ви благодарам многу и посакувам навистина успех и на директорката и на градоначалникот и секако на овие ученици кои што учат тука и ќе може да ја користат спортската сала.